Добро вечер. Каде оди Македонија? Во Европа или што подалеку од неа? Хангол лоцираше изворот на проблемот. Има ли начин Европската Унија да го казни кочничарот на излезот од политичката криза во која се наоѓа државата? Дали на председателот Иванов треба да му се покрене импичмент поради последните потези со недоделувањето на мандатот? Вечерва во топ тема на ваша страна ќе дебатираат гостите Симонида Кацарска, директор на Европскиот институт, и аналитичарот и поранешен амбасадор Арсим Заколи. Останете со нас. Како што веќе најавив, повод за вечерашната дебата е вчерашната посета на ХАТН, однесувањето на Иванов, блокирањето на работата на парламентот. Вечерашни мои гости се луѓе кои што имаат искуство во односите со Европската Унија, во дипломатијата и анализи на оваа тема. Добро вечер уште еднаш за господинот Зеколи и господината Кацарска. Првото моје прашање во најавата беше каде оди Македонија, во Европа или што подалеку? Онака како што изгледаат сега работите, како да сме што подалеку, од една страна заради политичките случувања, а од друга страна населението во сите анкети покажува интерес за членување на Македонија во Европската Унија. Меѓутоа, очигледно дека политичките лидери не го прават тоа. Од ваш аспект, со оглед на тоа што бевте и амбасадор во Европската Унија, од тогаш до сега колку сме назад? Најкусиот одговор каде иде Македонија, не иде никаде, си седи дома, и гестот на председателот Иванов беше конкретна и соодветна илустрација на тој дух на страв, заплашеност и безидејност која превладува во политичката елита, која се разбира се компензира со многу врева, со многу пропаганда, но без идеја. Апропо, јас бев амбасадор во ОПСЕ и во Туркменистан. И на известен начин, токму и гестот на господинот Иванов ме потсети на сличен однос кој постои во Централна Азија, во кој представителите, бидејќи не ја разбираат функцијата на Европската Унија, предпочитаат да се собираат само со нивни национални председатели. Но во исто време, за разлика од нив, господинот Иванов покажа недостаток на институционална меморија и институционална одговорност за тоа што значи да се биде председател, но уште и полошо тоа, со одбивањето да се сретне со господинот Ханот потврди својата небитност и неважност во севкупната ситуација, бидејќи да беше председател кој носи одлуки и се грижи за својата земја, тоа што е обврзан и има должност да се сретне не само со пријателите, како Алиев или Орбан, туку и со оние кои се соперници, како што е господинот Хан. Ви благодарам. Кацарска, со однесувањето на Иванов покажа одредена политика, за жал негативна кон Европската Унија. Меѓутоа, дали тоа може да влие на патот на Македонија кон Европската Унија, затоа што имаме една интересна ситуација. Очекуваме формирање на влада, која што не е на ист курс со она што го размислува Иванов, ама од друга страна целиот процес е блокиран, земјата стои, како што вели, Заколи дома си стои и си тапка во место. Меѓутоа, еве, ако на вас ви го упатам прашањето каде оди Македонија, што ви е првата асоциација, до кај сме? Видете, јас мислам дека оди се оддалечува од ЕУ, ако точно е дека е тука каде што е. Бидејќи, значи, земјата е кандидат за членство во Европската Унија, поднесена е апликација за членство. Ние се уште, колку што знаеме, формално стоиме на таа определба и никој не ја повлекол таа апликација, колку што знаеме досега, поради што и председателот имаше должност, поради функцијата која што ја носи, поради институцијата која што ја представува, да води дискусија, односно да се сретне со еден од највисоките представници на Европската Унија по однос на прашањето на проширување. Од таа перспектива сметам дека таа должност очигледно не ја изврши и испрати сигнал до европските институции за базично непочитување. Не знам веќе дали се работи за дипломатски норми тука, значи секако
другиот соговорник е повикан да одговори, меѓутоа во секој случај го наруши односот на земјата со Европската унија како кандидат, како земја кандидат која што цели да пристапи во неа. Јас во ова исто студио седавме, ако не се лажам, некаде јуни-јули минатата година, кога дури и владата во тоа време, на ВМРО ДПМН најави дека ќе подготвува план повторно навраќајќи се на европските приоритети на Прибе и така натаму, односно дека ќе одговори на тие барања кои што биле поставени, а сега комплетно одиме во друг правец. Како што сами напоменавте, ние очекуваме, односно се очекува креирање на парламентарно мнозинство или и влада која што во секој случај би била понаклонета кон европските процеси, меѓутоа тоа е блокирано од страна на председателот или и од страна на ВМРО ДПМН е пред се. Нормално тие се наоѓаат во фаза во која што го спорат трансферот на власта, што ни укажува на некои базични проблеми на демократско функционирање на земјата, што не навраќа на некои многу побазични концепции на демократија и владење на право, кои што се дури далеку од земја која што би можела да биде кандидат за членство како што сме ние. Направивте добра паралела со земјата во која што сте биле амбасадор. Председателот Иванов и досега не можеше да се пофали со средби на ценети евродипломати или некои други битни земји во светот кои што се партнери на Македонија. Меѓутоа, откако го направи гестот, она што се случи вчера, нудејќи му на хан да се сретне со представници на, да речем, така наречена невладина организација или здружение на граѓани, не знам колку во Европа има пракса да бидат на некој начин казнувани поединци политичари и председатели или премиери за ваквите гестови, или пак санкциите би се однесувале генерално на државата. Опрашање за кое што јас имам дилема. Како би можела Европската унија да одговори на ваквото однесување на Иванов од една страна, имајќи во предвид пат од друга страна дека не може да се казни државата со оглед на тоа што ви рековте се најавува нова реформска влада која што ќе го продолжи патот на Европската унија. Меѓутоа фактот е дека овие кочничарите, како да ги наречам, не може да останат и неказнети и во дипломатијата на еден многу можеби фин и префинет начин ќе му посочат што смее, што не смее да прави. Постоја неколку видови на санкции. Ние оно за што зборуваме во овој момент се службени и видливи санкции, но ние политичката елита на земјата е веќе под санкции по долго време и тие се одвиваат на попрефинет, потивок начин и поефективен, бидејќи на дискретен начин се дистанцираат од некои токови кои се одвиваат. Самиот застој на евроинтеграциите е еден вид санкција. Оддалечувањето и сведувањето на односот кон земјата единствено во однос на бегалската криза и бегалската рута е можеби добродолен за оваа елита, но е катастрофален за земјата. Но и како да превземете, например, санкции кон човек кој всушност повеќе од сите можни санкции на ЕУ или САД ја санкционира сопствената земја, ја казнува со тоа. Но доколку има желба, има волја, ќе се најдат начини и методи на кои господинот Иванов, па и на ВМРО ДПМН ќе им се упати јасна порека дека од сега веќе нема ручек без плаќање. Но повторно, прашањето е дали има волја. И дали во овој момент во Европската унија нема и ѓаволови адвокати кои поради своји национални интереси се спремни да од голема љубов за Македонија ја пратат на патека за која и тие еден ден ќе треба да одговарат. Конкретно тоа е ставот можеби на Унгарија и делови од Вишеградската група, за кои треба да се научиме и да им пратиме порака дека оваа криза ќе заврши, но паметењето нема да заврши. Само да подсетиме дека Иванов се сретна со Орбан, не знам дали дискутирале на тема санкции од ЕУ, како да го, или пак средбата не била случајна, можеби само сакал да се охрабри или Орбан да го охрабри Иванов, дека може да биде наспроти ЕУ. Тоа е еден круг автократи, Орбан, и Алиев, и такви слични кои се обидуваат да создадат на свој клуб и всушност да се факторизираат на европската сцена, но тоа е повеќе од, како да кажем, од циклет, од кога што е од некоја конструктивност, бидејќи сите тие на известен начин имаат црвена карта добиено од Европа, или ако
сакат веќе да ги именувам старата Европа, и сега се обидува да создадат еден паралелен сојуз во кој ќе се оправдува дека ете има некој од меѓународната заедница кој не поддржува. Тоа не е поддршка. Самиот господин Орбан веќе ги чувствува последиците на делото, но за жал најголемата последица по ова прво ќе ја сноси земјата, а на второ место ќе биде самата ВМРО ДПМН. Очигледно господинот Груевски и неговите советници забораваат дека проевропската нишка на ВМРО, традиционалната, била западна. И ова е прв пат во кој се прави еден преседан, во кој се прикинуваат тие контакти и со Германија и со Австрија, и за тоа ќе се бидат долготрајни последици. Но и вториот конкретен акт на господинот Иванов е во тоа што се става во група на проминентни анти-ЕУ лица, и Орбан, и Качински, господинот Ердоган во поскоро време, и со тоа он веќе се идентификува како непријател на Европската заедница, но и на посилните земји членки. Но за жал да се вратам повторно и делот што реков за ѓаволови адвокати, како што се господинот министерот Курц или Шјарто или Орбан. И тоа е едно прашање во кое ќе треба можеби од овдека малку посилен глас до нивните земји и до партнерите во Европска унија, поточно и до Германија, и до Франција, и до Англија, и им супати порека дека колку представуваат овие и преседаните кои го создаваат, и со тоа директно ги подриваат не само состојбата наша во овој момент, туку и стабилноста во регионот. Исто така, во однос на ова прашање, колку, со оглед на тоа што ги следите процесите на членство и на други земји во Европската унија, патот кој што го врват тие. Меѓутоа, со оглед на ваквото однесување и во однос на санкциите, каква е праксата и дали постоеле држави кои што на патот на Европската унија поради вакви причини на одредени политички партии или личности им бил прекинат процесот. Например, што конкретно би можело да биде превземено? Стравот на сите граѓани е да не го почувствуваме ние граѓаните тоа како санкција. Меѓутоа, може ли да се изземе Иванов, да речеме, да му се блокираат пристапите со дипломати од Европска унија, да не може да патува во земји од Европска унија и слично. Не може да му се блокираат сметки од тие, сега немаме до сега истражено дека има некои не знам какви сметки или пари. Видете, токму дилемата која што ја споменувате е секогаш дилемата која што е на масата кога се говори за санкции, дали ќе страда населението и ќе страда самата земја или ќе страда индивидуата кон која што се насочени, поради што и се повеќе се говори за таргетирани санкции. Меѓутоа, како што беше споменато, значи од дипломатски аспект, нашата политичка елита, барем таа која што е во моментот Кучничар, е веќе под санкции во одредена форма. Сега, значи на ЕУ ниво, ако честопати, ако се сеќавате, бешме споредувани со случајот на Словачка во 1997 година, кога Словачка беше единствената група која беше земја која што беше издвоена од групата на нови земји членки, за која што беше проценато дека не ги исполнува политичките критериуми. Поради тоа, значи последствено после избори на Мечер не му е дозволено да формира влада, иако има мнозинство и така натаму, не успева да формира влада, извинете, поточно. Меѓутоа, улогата која што ЕУ ја имала во тој момент 97 и денеска е неспоредлива. Во моментот има многу поголеми проблеми внатрешно во унијата за да може да се мобилизира и да има таква трансформативна моќ како што постоеше во претходното проширување. Тоа веќе ни е на сите нам јасно, особено на случајот на Република Македонија, меѓутоа и пошироко во балканскиот контекст. Сега, опцијата за таргетирани санкции постои, меѓутоа тука како што беше споменато, значи го имате се уште поддржувачи во рамките на ЕУ како што е Унгарија, кој што ќе се противи очигледно на тоа. Само да ве прашам дали тоа се носи прашање со консензус или се на кој начин би можело да се донесе таква санкција со оглед на тоа што ги има овие амбасадори што велите вие? Ќе се бара консензус, значи на ниво на ЕУ и да е двотретинско мнозинство, ќе се оди кон тоа да се обезбеди консензус, бидејќи тоа е природата на одлучувањето во Европската унија, никој да не биде исклучен од луката или да не се дојде во можност да се стави директно вето. Значи поради тоа и самите процеси на Европската унија кои честопати нам не изгледаат мачни, долги и така натаму, се процеси кои што подразбираат обезбедување на консензус на 28, односно наскоро да бидат 27 земји.
Меѓутоа, постојат механизми кои што се на располагање на комисијата, на директоратот каде што е хан. Меѓутоа, тие не ги употребија навреме, според мене. Значи, можеше да се пратат по-големи, по-силни сигнали, уште доста порано. И сега мислам дека неколку пати ова и го споменавме ние и од нашиот институт и во други емисии се испорачува сметката на нивното недалување и нивниот ангажман. Значи, во регионот, меѓутоа особено во Република Македонија, бидејќи мора да имаме во предвид, ако се навратиме на сршта на вашето прашање, што е на располагање на комисијата. Комисијата има привлечна моќ и треба да понуди моркови стапови. Во Република Македонија, поради неможноста да се отворат преговорите, поради неможноста да се понуди било каков морков, значи ние не можеме, нема опција комисијата всушност ги искористи некои свои мали стапови кои што ги имаше. И сега веќе мислам ние сме во затворен круг кога сме ќорсокак подолго време, поради што и значи имаме оваа ситуација во која што и ВМРО ДПМН во овој случај, како и председателот, сметаат дека е ирелевантно што и да каже комисијата за нив, што и не сакаат да се сретнат со комесарот Хан, бидејќи едноставно сметаат дека немаат влијание во македонскиот контекст. Има еден друг момент, треба да се подсетиме дека господинот Иванов не ќе да учи од своите грешки и со тоа се горде. Да е подсетам на една случка која беше пред 2 години со самитот во Охрид, која требаше да биде организирано од страна на Иванов и поради ситуацијата со Јахјага од Косово, господинот Иванов доби двојка, така да кажеме, од неколку председатели од регионот. Но паралелно со тоа имаше еден друг момент кој се одвиваше и за тоа никој не јавуваше. Во исто време во Скопје се одвиваше средба на разузнавачки служби од сиот регион, вклучително и од тоа Косово, вклучително и од Албанија. Сега да кажа дека постојат тие два паралелни. За разузнавачите не беше проблем дали ќе биде и Косово во однос на дипломатскиот дел. Никој не се жалеше, бидејќи се работи за друг свет во кој дипломатијата се остава надвор од вратата. Но и вториот момент што се поврзува со ова, укажано тоа дека Иванов е последниот реликт на тие посткомунистички квазиакадемски мозгови кои автократите ги употребуваат како една маска. Така беше Милошевиќ правеше со Добрица Ќосиќ, со Панич, со други. Но после известно време ги од западот или меѓународната заедница ги поддржува во надежда дека ќе донесат нешто ново. Господинот Иванов одамна го има изгубено тој имидж. Но оно што е интересно е дека во случајот со Николич, па мислам дека беше и Папулјас, полека почна да се префрла тоа тежиште на влијание на другите лица, во Србија на Вучиќ, во Грција за лидерот на Сириза, и со тоа се прави еден премин во една нова генерација која малку не лепде во тие митски легенди и не бара вили по паљуци, туку ги гледа светските трендови, што навистина се случува, нешто посакуваме. Меѓутоа кај нас некако многу трае тоа да се нас е надмине. Со кој да се замени? Бидејќи немаме премиер. Господин Груевски нема да биде премиер. Добро, тоа веќе да и го дискутиравме дека едно прашање кое што било поставено во тоа прашањето тогаш која представува земјата. Во моментов де факто Емил Димитриев ја представува земјата. Да, како точно премиер. ја кажувам со политички гравитас на носење одлука. Господинот Иванов не е тој. Симпатични ми се овие обидите на нивните медиуми да од него изградат еден нов гигант и се до тоа и станува се посмешно. Груевски се бори за својата кожа, која е маскира како во кожа на земјата. Димитриев, конечно го научивме името како му е конкретно и го препознаваме на кој е Антонио Пешеве, кој е Емил Димитриев, но кој навистина представува земјата. Тој вакуум кој се создава е најлошото што Иванов може да го направи во овој момент. Сето тоа што го кажува, дека тоа го прави за добро на земјата, прво би требало од ВМРО да му каже дека тоа така не иде. Дека создаваш еден вакуум кој не започнува така лесно, но уште потешко се завршува. Бидејќи создаваш една нова култура на неказливост која надополнува со таа неказливост која постои до сега. И таа кратковидост негова
Можеби неговото его го зајакнал за едно саат-два, но последиците ќе ги сносиме за подолго време. Токму во ова студија, не минатата седа предходно, го прашав Никола Тодоров конкретно за прашањето кое вие го отворивте, дали ВМРО-ДПМН размислува за смена на лидерството на Никола Груевски, односно нов лидер на оваа партија, и нормално тој одговори дека такво нешто не се зима во предвид. Меѓутоа, она што повторно ме враќа во контекст на случувањата е, од една страна, вие самите рековте дека морковот и стапот не функционираат тие казни кај нас од страна на Европската унија. Од друга страна е несватливо зошто овој процес, затоа што влеговте малци во внатрешнава политика, толку се влечка. Ако Европската унија, да речеме дипломатски се обидувала да ни даде коректив. Од друга страна, сведоци сме на закочено собрание. Сведоци сме на тоа дека СДСМ, како да го моли постојано Иванов да им го даде мандатот, не земајќи го во предвид вториот механизам, а тоа е собранието. Долго време помина додека не се продолжи таа конститутивна седница. Уште долго време изгледа ќе помине додека не се избере председател на комисијата. Уште многу долго ќе се бира председател на собрание, па да дојде до потегот да се даде мандат на Заев. Ова не кореспондира со заложбите на Хан, кој повторно нагласи дека што побрзо треба земјата да оди во тие реформски процеси. И тука е целата нелогичност, ова прашање и за двајцата, од страна на оние што треба да формираат влада, оние што треба да ги движат процесите напред и да ги воведат граѓаните во подобар живот. Видете, очигледно ситуацијата е доста комплексна. Имаме протести доста време од незадоволни граѓани од потенцијалното конституирање на собранието во оваа форма во која што се говори. Постоеше и момент во кој што требаше да се процени дали од нивна страна претпоставуваме дали постоеле безбедносни ризици, не постоеле безбедносни ризици и така натаму. И СДСМ во овој контекст игра, според мене, се обидува се уште да игра внимателно и големото прашање е, и со право го поставувате, дали може би му дава со чекањето и поголемо значење на Иванов. Меѓутоа, сепак покажува некаква форма на институционална почит која што не знам, значи ќе покаже историјата дали требало или не. Мислам само да потсетам, Хан рече не е време за доста тактизирање. Не е време, точно. Тоа баш ми личи дека му го упати директно на Заев да не тактизира. Видете, дали во однос на итноста на ситуацијата, мислам дека укаже и на ВМРО-ДПМН малку да ја смири веројатно топката, иако тоа нема да се случи. Сега, ние го имаме, ако се погледнеме само во ретроспектива, го имаме последно во однос на конституирањето на владата, го имаме Заев како чита програма на новата влада. Според мене многу поуспешно ќе беше доколку и останатите партнери кои што се потписници таму и кои што се наведоа дека ќе ја поддржат таа влада беа заедно, бидејќи ќе дадеше, барем од моја перспектива, поголем легитимитет. Јас ја почитувам одлуката да се чека, меѓутоа веројатно и таму внатре помеѓу овие неколку партии кои што го формираат парламентарното мнозинство, може би и да постои согласување за тоа како треба да се постапи. Мислам дека нивната одлука, односно е базирана на неколку од овие врз база на овие фактори, значи од една страна безбедносната ситуација, бидејќи сепак имавме протести кои што конституирано имаме протести, кои што мора без разлика на моментот дали се или не се организирани од ВМРО-ДПМН, мора да им се даде назначење. Од друга страна, дали и колку внатре помеѓу тие партии има консензус за тоа како треба да се продолжи понатаму. СДСМ дефинитивно игра и со трпението на одреден дел од популацијата. Може би чека во ВМРО-ДПМН да се случат некои процеси кои што самите ги споменавте и сте го запрашале Никола Тодоров, бидејќи несомнено е за доброто на таа партија дека е потребно да се направи некоја форма на прочистување, барем според мене. Сега, ако погледнем, значи тоа сепак СДСМ се дефинира себе си во голема мера според спротивникот во македонскиот политички блок, а тоа е ВМРО-ДПМН. И мислам дека тука се чека да се види и таа реакција од нивна страна, бидејќи тој процес е несомнено тежок. Никој не сме имале некој кој што го поминал тука успешно, подразбира многу внатрешни борби и сега ќе видиме како тие ќе излезат од него. Од друга страна, значи во однос на на изјавата на Хан, дефинитивно би се служила со вас дека можеби ова беше
јасната порака која што комесарот ја имаше досега во однос на неговите посети на Република Македонија, бидејќи честопати моравме и во ова студио и во студио на вашите различни студија на останатите телевизии да ги толкуваме нивните изјави повторно во одредена мера. Јас честопати велам не можам да бидам психолог на тоа што мислел да каже. Меѓутоа, мислам дека после посетата на Федерика Могерини имаме појасен став во однос на тоа дали се очекува голема коалиција или така натаму, значи мислам дека сега веќе појасно. Тој сега на сите конкретни пораки им упати. Да, точно. Меѓутоа мислам дека тоа е променетата ситуација во однос на неговата претходна посета или неговите, значи на Република Македонија, бидејќи сега беше многу појасно, барем и неговата изјава заедно со тројцата европратеници. Во однос на исто ова прашање, СДСМ само го факторизира Иванов, дуи одамна рече дека не е фактор за нив, ама сите чекаат на Иванов, и еднава и другава партија, па дури и Беса и Села, како да постојано потсетуваат на важноста на председателот. Прв пат во Македонија Иванов доби толку големо значење. Зачудувачки партиите кои не го сметаа за фактор да го факторизираат до тој степен да не може да направат се во однос на процедурата, тоа да се заврши во собранието, а не да го факторизираат до тој степен. Тоа е повеќе индикација за тоа дека покрај сите тие пропагандни написи за постојане на план Б, нема ни Б, ни Ц, ни Д, има само еден А тоа е чеки на таа процедуралност на која се навитат и да избегнат својата одговорност. Имиджот на Иванов го изградија токму оние кои го негира и го воздигна на едно ниво на национален лика и македонците, додека СДСМ со тоа коротко придржување до процедуралностите кои му ги наметнуваше ВМРО ДПМН, дополнително го зацрсти во таа улога. И на крај тој легалистички пристап на мигрантската заедница, која сака да ги почитува тие стандарди и протоколи, и не сака да го види очигледното дека станува збор за една марионета. И тоа на крај се пресврте во оваа ситуација во која сме. Но повторно се одвиваат некои процеси за кои треба, ако сакаме да ги видиме, а тоа е, забораваме дека оваа тврда, овој, не би рекол пак, тврд настап на Јоханес Хан, ме подсетува на тоа дека он до пред неколку месеци беше еден од трите кандидата за предводник на Европската народна партија. И тоа е еден друг момент кој не е баш поволен за господинот Груевски, и можеби сега подобро ќе разбере таа понуда која неслужбено му се нудеше, дека ВМРО е добредојдено да остане на власт, но со твој заминување. Мислам дека и таа опција веќе адакта. И тоа уште повеќе ја комплицира состојбата. И тоа е тој делот на ВМРО ДПМН за кој многу зборуваме и ги анализираме, но состојбата е премногу јасна за да биде, за да се комплицира. Проблематичниот однос подолго време го гледам во односот на опозицијата. За очекување беше дека ден од кога господинот Иванов не кеше да им го даде мандатот, они треба да го свикаат, а не да повикуваат, да апелираат и да очекуваат и да велат дека готово е. Постои веќе 2 години. Туку требаше да го свикат собранието и тогаш да се види. Зошто? Да се превземе иницијативата. Во јануари во една од колумните напишав: оваа година ќе им припаѓа на оние кои први ќе излезат на улица. И тоа ВМРО ДПМН добро го искористи очигледно. И за жал, со овој однос на невеста во чекање, на абери, на добра волја од ВМРО ДПМН, на оштра акција од ЕУ, на решителен чекор од Америка, на согласност од Али Ахмети, на согласност од Зијад Села, од Беса, СДСМ кажува дека не може, дека се не магни. Тоа е пораката која се испраќа. И второ, согласувањето дека всушност ние го имаме напуштено најбитниот момент кој сега ВМРО ДПМН го користи, општеството. Оваа криза само во помал дел е владина, но од меѓународен аспект гледано, во обврска со домашната состојба, ова е општествена криза. Се раслојува општеството по шевови за кои 25 години едва и некако успеавме да ги залепиме, а сега пукаат и оние за кои немавме ни замисла дека може да почнат да се кинат.
Во текот на денешниот ден мојот колега Огнен Чончаревич направи една анализа. Со оглед на тоа што председателот Иванов за прв пат му понуди на еден европски дипломат да разговара со граѓанска иницијатива, посакавме да истражиме кога председателот Иванов имал слух за граѓанските здруженија, невладините организации или граѓанските иницијативи. Тој се соочи дури и со своите колеги и професори своевремено кои протестираат од пленумот и кои сакаа да му упатат порака да ги сослуша нивните барања како нив поранешен колега, меѓутоа тоа не се случи. Затоа направивме една ретроспектива и фактограф во однос на прашањата кога Иванов се загрижил за граѓанските иницијативи и граѓанските протести. Па да видиме. Председателот Иванов своите ставови веќе му ги соопшти на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан на нивната последна средба на 10 февруари и тие остануваат непроменети. Председателот Иванов јасно и недвосмислено порача дека нема да определи мандат без претходна јавна осуда и отфрлање на платформата од Тирана. Одлуката на председателот Иванов да не се сретне со еврокомесарот Хан најдена осуда и одобрување во домашната јавност, но во најмала рака е зачудувачки и своевиден дипломатски скандал. Терминот за средба председателот Иванов им го отстапи на представниците на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, кои бараа средба со еврокомесарот, но веќе беа одбиени. Во архивите од последните неколку години забележани се неколку специфични случаи, каде председателот Иванов не бил толку великодушен кон граѓански иницијативи и здруженија. Од кабинетот на председателот побаравме информација колку иницијативи и барања се поднесени во текот на првиот и вториот мандат и како тој постапил по нив, но не добивме одговор. Најмасовните протести на студентите во последните 15 години во Македонија се случија поради измените на Законот за високо образование, со кој требаше да се воведе државен испит за сите дипломци и магистранти, трудови со импакт фактор да бидат услов за натамошен напредок во академската кариера на асистентите и професорите, но и можноста странски државјанин да биде ректор на универзитетите. На студентскиот пленум му се придружи професорскиот. Тие бараат председателот да стави вето и да го спречи изгласувањето во собранието. Двата пленума сметаа дека клучно е тоа што се нарушува автономијата на универзитетите. Иванов ги прими делегациите на двата пленума, а потоа одлучи да постапи како председател, а не како професор, и ги одби барањата на студентите и академската заедница. Ние пред се професорите, па потоа и ние студентите започнавме со образложение на нашето барање, кое што во основа се состоеше во вето, односно искористување на председателското вето. Со тоа што ние почнавме да ги изложуваме аргументите зошто председателот треба да го искористи неговото вето, односно зошто бараме од него да не го потпише указот за прогласување на законот. Председателот се осврна на некој начин на нашите аргументи, меѓутоа не навлезе премногу во самата материја, туку ни соопшти дека во основа е многу тешко од него да го искористи ветото кое што ние го бараме, пред се поради тоа што тој лично цени дека треба во ситуацијата да се постапи како државник, а не како некогашен професор и член на кадарот на правниот факултет. И поради тоа што тој цени дека дури и непотпишувањето на указот нема да има никаков реален ефект, бидејќи законот едноставно ќе биде прегласан со апсолутно мнозинство во собранието согласно уставот. Во 2013 година тогашната влада достави предлог закон со кој се забранува абортусот. Неколку граѓански асоциации и здруженија реагираа бидејќи сметаа дека законот ги крши уставните права и ограничува жената во поглед на носење на слободни одлуки. Затоа тие побараа Иванов да не го потпише указот за прогласување на законот. Председателот лично не ги прими представниците на здруженијата. Средбата беше со нивниот тим, а барањето беше одбиено. Проценката од кабинетот беше дека нивното барање нема никаква правна основа. Согласно сите мои уставни и законски одлуки, а преку одлука со која се извршува општ прекин на сите постапки меѓу политичарите и нивните соработници или поддржувачи од спротивставените страни. Таквата одлука ја донесов и ја потпишав денес. И стојам зад неа. Во одлуката пишува дека стапува на сила веднаш. Аболицијата беше директната причина за шарената револуција.
50 дена шарените маршираа по скопските улици и оставаа траги на спомениците, собранието и владата. Главно барање беше да се повлече аболицијата. Иванов нити ги прими, нити ги сослуша нивните барања. Напротив, во неколкуте обраќања пред јавноста, тој ги нападна. Секој може да достави акт, иницијатива. Секој може да покрене било што во оваа држава. Зашто се користи улицата? Која користат улицата? Тие што не ги признаваат институциите и сакаат Македонија да ја скршат, да ја направат нефункционална држава, за да оправдат некои други цели кои тврдат дека Македонија не заслужува да има своја држава. Свесни се за чии интереси работат и чии цели остваруваат. Не осудувам, велам, млади луѓе лесно се заведуваат. Но каде е одговорноста на нивните родители, на нивните пријатели, на нивните блиски? На крајот, аболицијата беше повлечена, но секако не поради шарената револуција, туку поради растечкиот притисок од меѓународната заедница. Одлуката на председателот Иванов да не се сретне со еврокомесарот Хан по многу нешта наликува на бркотницата меѓу лидерот на ВМРО ДПМНЕ и поранешен премиер Никола Груевски и американскиот помошник државен секретар Филип Гордон во 2010 година. Груевски, кој беше во посета на Мароко, одлучи да не се врати во Скопје, каде чекаше Гордон, туку да замине на малку битен состанок во Загреб, не очекувајќи дека таму ќе го пречека токму Гордон и лично ќе му ја пренесе пораката на Вашингтон дека е крајно време да се реши спорот со името. Продолжуваме со дебатата во топ тема на ваша страна. Господја Кацарска, како се чувствувате како директор на институт кој се занимава со европски прашања, ако ќе видите дека во една анкета, например, како што беше она на Телма, кога зборувавме за надворешната политика, дека бројките покажуваат поголем дел од населението, особено приврзаниците на ВМРО ДПМНЕ сметаат дека Русија е опцијата за Македонија и Русија е најпријателската земја кон која треба да се зачува и зајакнува партнерството, наспроти Европската Унија. Видете, порастот на поддршката, односно симпатиите кон Русија се резултат воедно и на напорот кој што ВМРО ДПМНЕ го правеше да се оддалечи во изминатата година и така натаму од европските принципи или од Европската Унија како таква, и мислам дека влијаеше на дел од населението. На дел од нив влијаеше и фактот што сме ние во чекалната за ЕУ многу долго време и веќе се чувствуваат разочарани, изневерени од европската идеја, која што ако во 2005 се надевавме можеби дека за 10-15 години ќе стане реалност и можеби децата на оние луѓе кои што во моментот се разочарани би биле граѓани на ЕУ, јасно е денеска дека тоа нема да биде случај. Така да порастот кон Русија е резултат на низа на околности, на сплет на околности, како и на недостатокот на ангажманот на ЕУ во изминатите години, кој што претходно го споменав. Дистанцирањето и на самата Европска Унија, затворањето кон себе, немањето на ангажман со Балканот, мислам дека го придонесе кон кон порастот на овој сентимент. Воедно тука мора да се напомене дека и Русија успешно го искористи тој момент на оддалечување на ЕУ од Балканот. Можеби не и оддалечување и не е правиот збор, меѓутоа недостаток на внимание, можеби да кажеме, и недостаток на соработка со политичките елити и на ЕУ како и на Соединетите американски држави, и на неколку клучни моменти издаде соопштенија како што можеме да видиме во изминатите месеци кај нас, меѓутоа тоа беше случај и во Русија, беше случај и во Црна Гора, особено околу членството во НАТО во изминатиот период, за да игра на сентиментот на дел од популацијата, на тоа чувство на изневереност, дали од ЕУ или од НАТО, меѓутоа тука значи поддржано од локалните елити. Сега како јас се чувствувам како директор на Институт за европски политики, ние сме здружение кое што ја поддржува дебатата за европските опции за Република Македонија. Сепак цениме дека поради тоа што се уште, дури иако можеби 70% од популацијата смета дека дека Русија е најпријателска земја, 70% цени дека нашата иднина и би сакало да ја види Македонија во Европската Унија. Значи тука имаме доста
подвоена ситуација. Истата таа група, дел од нив не сметаат дека ние би требало да се приклониме кон Русија како такви, меѓутоа истовремено сметаат дека Русија е најпријателска, но членството во ЕУ се уште Они ако можат и со исток и со запад. Ако можат и со исток и со запад, меѓутоа мислам дека тој сентимент во нашиот контекст се уште не е споредлив со она што е случај во Србија, да речеме. Мислам дека кај нас е резултат токму кој што споменав на нешто што се случува во изминатата година, ставови на ВМРО ДПМН врз нивното гласачко, кои што ги пренесуваат несомнено врз своето гласачко тело, бидејќи имаат многу добар линк со гласачкото тело и со нивните поддржувачи, кое што пак сметам дека не достига на страната на опозицијата. Така да, од тој аспект мислам дека ова е резултат на оваа комбинација на неколку фактори. Дали ќе биде долгорочен тренд, останува да видиме, бидејќи несомнено влијанието на анти-ЕУ сентиментот ќе биде помало доколку во овој случај ВМРО ДПМН е во опозиција, ако бидеме значи едноставно од моќта која што би ја имале во тој случај. Во однос на прашањето за Русија, се случија и вие и Кацарска спомена работи на Балканот како што беше Црна Гора, однесувањето во Србија во однос на Русија. Меѓутоа, јас сметам дека Македонија па и не е толку битна земја да сега сите веле сили се занимаваат со нејзи, и Америка, па Русија сега да се замеша. Јас во оваа ситуација не знам кому повеќе му оди во прилог. Дали ВМРО ДПМН се ја искористува ситуацијава генерално во регионот, па се ушлепа да речеме кон Русија и Русија користејќи го анимозитетот на одреден број од популацијата кон ЕУ и НАТО. Колку ова навистина може да влие долгорочно, јас сум скептик дека нешто може да се смени. Меѓутоа факт е дека ВМРО ДПМН во моментов не осеќа никаква одговорност кон Европската унија и очигледно ќе ја засилува таа проруска реторика. Македонија не е може би толку битна, но сепак има две карактеристики за неа. Незината поставеност, која ние сакаме да гледаме како некој папок на светот, не е. Но има својата тежина поради таа поставеност која е во регионот како една крстосница. И пак, но крстосницата е битна ако ја превземете цела. Ако ја поделите на пола, тогаш имате два ќорсокака. Две улици кои идат во никаде, до граница и се враќате назад. И затоа не е дека и во Москва, и во Вашингтон, и во Брисел и се будат со мислата чија ќе остане Македонија, туку сепак гледаат дел од една поширока приказна. Доколку Македонија се остави на овој начин, како што сака оваа власт, неслужбено да изгради еден статус на неутралност, по теркот исто на Србија, тоа е едно прашање. Но колку таа ќе биде неутрална во однос на НАТО, тоа е друго прашање. Но сепак, знаете, во сето ова ситуација која нарекуваат луда и сето тоа, ја предпочитам да најдам метод, да најдам систем. И мислам дека, ако ги повлечеме внатрешната и меѓународната сцена, името на тој систем се вика Герасимов доктрина. А тоа е, Герасимов е шефот на генералштабот на руската армија. И веќе пред неколку години ја изработи и во основа тоа е сршта на тоа хибридна војна која води Русија. И дел од таа хибридна војна се сведува на два битни аспекти за нас. А тоа дека дипломатските интервенции преку информатика, преку медиуми, невладини организации се покажуваат поефектни дури од оружените. Вториот момент, кој уште е побитен, тоа е баш формулација, има перманентен оперативен фронт низ севкупните територии на земјата. И тоа на известен начин, некој спомна преска, ме подсети на изјавата на Ахмети дека ова криза ќе биде долга. Зошто? Бидејќи тоа е целта на Путин и на оваа политика. Не е на решавање на кризите, никаде, туку отварање поделби во кои тие што ги отвараат ќе бидат контролори на состојбата. Очигледно тука само да Ахмети и вие Симонида кажа дека може да траи 4 години се тоа. И очигледно оди тоа е во прилог на ВМРО ДПМН. Но има еден друг момент во кој тоа се поврзува со нашата домашна ситуација. Битен момент на таа доктрина е искористувањето на организираниот криминал во земјата. Преку нив се продира, бидејќи
како да се каже, против организираниот криминал нема санкции политички. Ако ги воведете, тие само ги јакнат. И тоа е таа шизофрена состојба, која ја видовме во Србија, како се одвиваше, сега се одвива и кон нас. И затоа кога доаѓаме кон прашањето кон санкции, кон кого и на кој начин, тоа нема да ги погоди ниту ВМРО, ДПМН, па ниту поголем број од партиите воопшто, но граѓаните и тоа како. Но тука се случи оној пресврт за кој предупредував, но за жал, од непознати причини за кои сакам да мислам дека беа само сплет на еуфориите на господинот Заев, тој социјален момент на борба против криминалот и корупцијата, кој беше обединувачки, беше клучната главоболка за ВМРО ДПМН, за ДУИ и сите други партии кои беа офатени со криминалот, но и за влијанијата од истокот. Меѓутоа сега се префрли работата и топката на платформата. Оној момент, кога господинот Заев почна да отвара прашања од етнички карактер, за рамковниот, за други прашања, во тој момент се отвори тој мал процес во зидот во кој тие успеа да се пробијат и купуваа време. Ке ве потсетам еден детал кој на кој многу и не им е познат. Некаде во август минатата година, господинот Али Ахмети во дворот откри коски. Оние кои го познаваат како модусот операнди на господинот Ахмети, дека ништо не е случајно кај него. И ми беше интересно како тоа ќе еволуира. После неколку дена, или недак не сум сигурен, тој повод се искористи за да во еден вестник или медиум близок на ДУИ се спомне можноста за отварање на прашањето на геноцидот. И тоа еволуираше последно 5-6 месеци. Да биде дел и од барањето за... Така да, нашата наивност е најсилното оружје на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Било која мала доза на доверба кон нив, тие ја користат како криптонит. Прашањето за ДУИ понатаму ќе сакам да го дискутираме. Ова што го спомна за Коли, платформата наспроти прашањето за организираниот криминал. Да се навратам на посетата на Хан, апсолутно тука немаше во изјавата дека тоа е пречка, ниту беше спомената од страна на евродипломатите во однос на платформата, иако ВМРО ДПМН цело време сака тоа да го наметне. Меѓутоа, ова има право за Коли затоа што како да си стави јамка на вратот Заев со таа платформа и апсолутно се оддалечи од сите прашања во однос на организираниот криминал, случаите на СЈО и слично. И со ова си купија легитимитет и ДУИ и ВМРО ДПМН. Тука ќе споменам и дека СДСМ освои гласови од албанците, можеби токму на сметка на тоа што тие сакаа да го казнат ДУИ, исто како и ВМРО ДПМН во однос на криминалите кои ги правиле за време на своето владење. Меѓутоа, тука е таа, повторно ќе кажам, една нелогичност во формирањето на владата и во истрајноста на прашањето на решавањето на горливите проблеми апропо документот на Прибе. Зошто се најде и СДСМ и Заев во една ваква ситуација да нешто што ниту Европа не го ни спомена, ниту европретениците, ниту платформата ја споменува, туку конкретни чекори, да тој сте заплетка толку многу да не може сега да формира влада заради тоа. Видете, јамката дали си ја стави сам, дали му ја ставија, не сум сигурна, тука ќе може од некоја поголема дистанца да процениме. Знам дека комесарот не ја споменува платформата, тоа е многу разбирливо. Меѓутоа, сега без да го интерпретираме премногу Заев, меѓутоа сепак тој преговараше со албанските партии. Така да тој преговараше со тоа што не му ставија на маса. Значи сега ако барем од моја перспектива, значи дека е тоа логиката на нештата, при што ДУИ сакаше да е зголем, според од она што јас го прецепирам, својата важност, особено имајќи ги во предвид изгубените гласови кои што ги споменавте. СДСМ ги освои гласови очигледно на поголем број албанци од било кога досега. И уште во својата реторика во кампањата се обидуваше да се представи како сила која што на некој начин ќе го трансформира македонскиот политички систем. Значи овој момент
на обезбедување на гласови од страна од за СДСМ од друга етничка заедница, меѓутоа уште поважно од албанската етничка заедница, кои што гласаат за предоминантно македонска партија. Мислам дека имаше потенцијал како таков, има потенцијал долгорочно да го трансформира системот, меѓутоа како се зависи од тоа како господинот Заев ќе го изигра понатаму, а досега тешко му оди материјализирањето на дел од овие прашања. Не сум сигурна дали можеше да ги избегне, значи тоест главната поента ми е тоа. Кампања ги отвори прашањата како што и ви рековте. Токму поради отварањето на овие прашања. Сега, дискурзивно ВМРО тоа го искористи неверојатно како што и го прават досега, значи мислам дека идентификува како точка на која што тие ќе се позиционираат себе си и како спасители на македонскиот народ, држава и така натаму. Меѓутоа, колку господин Заев можеше да помине без отварањето на тие прашања, не сум сигурна дали колку можеше тоа да биде случај. Од една страна, својата кампања СДСМ ја базираше на поголема поддршка за етничките прашања, барем поголема дебата, отворање на прашањето на социјална кохезија, како што веќе сега ги нарекуваме, од кој што ВМРО бегаше, и тука, значи, несумнено, тој можеби и должеше, да речеме, на тие гласачи да разговара за прашањето, за етничките прашања. Сега, од друга страна, како што велам, не му беше ставена платформа на маса. Сега, колку тука се изменаџира помеѓу нив, тоа е друго прашање, и ќе се навратам на моето прва, со кој што започнав. Не знаеме која е динамиката помеѓу тие 49 на една страна и албанските партии од друга страна, за да можеме да процениме кои се точните причини зошто тие во моментот не влегуваат во собранието. Еврокомесарот нема да ја коментира платформата, дефинитивно, бидејќи комисијата бега прилично од овие сензитивни прашања, она што тие ќе го речат, како што и го кажа, како што и напомена, е да се избегне креирање, да се избегне подгревање на етнички тензии и така натаму. Меѓутоа, она што сега сите го користат, ние сме постојано во предизборна кампања, едни избори завршија, веднаш почнаа кампања за локалните избори, дуи е свесна дека треба да се ги врати гласовите на албанците на своето конто, за да не изгуби многу градоначалници. Меѓутоа, факт е и дека полицијата останува во раците на ДУИ доколку се организираат локални избори и доколку не се трансферира власта. Значи, многу работи одат во прилог на тоа одолговлекување, што го кажавте, во однос на Ахмети. Што мислите во однос на овие заложби на партиите на албанците? До сега се покажа како конструктивен елемент и албанските партии и албанските гласачи и на последните избори. И тие имаат јасната заложба за Европска унија и НАТО. Ако Хан дојде со конкретни точки кои веројатно се однесуваат и на нив, дали и понатаму може да играат таа карта на тврдоглаво запнување сите точки од платформата да бидат остварени. Меѓутоа, од друга страна, ја слушнав изјавата на лидерот на БЕСА кој кажа, кој направи едно ретерирање и рече дека ќе се дискутира за тие прашања во владата која би се формирала. Знаете, лично бев еден од овој кој повеќе од година дена апелирав кај БЕСА и кај господинот Села да се сплотат и ги предудувавме дека доколку тоа не се случи ќе освојат помалку пратеници од што мислат. И долго време од БЕСА не убедува дека 12 или 15 се веќе завршена работа, ама 10 да кажеме. Што добија. Господата од БЕСА и господинот Села се директни виновници за победата на ДУИ и фактот што денеска се уште господин Груевски може да не игра со нас. Така да било која прогноза која доаѓа од БЕСА и од целот старт и од принципи отфрла. Бидејќи тојде шансата, ја пропуштија поради свој егоистички, се надевам само егоистички причини и борба за власт. Не борба против криминалот и корупцијата, борба за власт. И тука доаѓаме до тие три формули кои некне ги исполнав. Различни пристапи. Европската унија, Соединетите американски држави, нивниот пристап е да се сменат играчите, да се задржи политиката, истата.
Европската унија да се задржат играчите, да се сменат играчите, да се задржат играчите, да се смени политиката. Да. Пристапот на Москва и на Анкара ни едното ни другото. Потполно нови. Зошто? Нивната цел не е власта, нивната цел е општеството. Превземање на општеството, менување на духот, менување на атмосферата и наклонетоста на општеството. И таму се случува пресватот. Да, затоа рековте општествено расслојување и нешто што влијае во општеството. И тие процеси, ние мислиме дека се однесуваат само на СДСМ или на ДУИ, или на БЕСА, или на СЕЛА. Не. И ВМРО е дел од тој пакет од Анкара или од Москва. Они може да се лажат себе си, дека тоа не се однесува на нив, дека тие ќе бидат носители на тој проект антиевропски, во кој ќе бидат пофалени како партнери на Ердоган или на Путин. Тоа е еден мит кој секогаш кој ќе каже ние и Западот партнери, ние Истокот партнери. Тоа е кога му викате на кучето дека е најдобар пријател на човекот. Прашајте го кучето некој што мисли. Во денешниот ден го поставивме и прашањето дали на Иванов треба да му се изгласа импичмент или дали да се постави прашањето за импичмент откако ќе биде конституиран парламентот. И на нашиот блог, на Facebook страницата, читателите дадоа различни одговори. Тамара Гранчаровска ги подготви. Председателот Иванов повторно повлече контроверзен потег. Одбегна да се сретне со еврокомесарот Хан, кој вчера допатува во Македонија да го средува хаосот кој го предизвика токму Иванов со својата претходна одлука да не го даде мандатот на СДСМ за формирање на влада. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи денеска отвори темата за одговорноста на Иванов за неговите потези и побара ваш став дали на председателот Иванов треба да му се покрене импичмент поради последните потези со недоделувањето на мандатот. Најголем дел од одговорите беа кратки и недвосмислени, кои упатуваа дека на Иванов веднаш треба да му се покрене импичмент. Ви пренесуваме дел од нив. Тони Додов напиша апсолутно да, ја засрами целата нација. Снеж Димитровска слично на него напиша секако мора потитно, голем срам за институцијата председател. Адем Бекирија со став дека одговорот лежи во тоа што Иванов не е председател, додека Мирјана Најчевска, освен што кратко напиша да за импичмент, додава дека тоа требаше одамна да се направи. Имаше и различни ставови од овие. Снежа Димовска кратко напиша категорично не за импичмент, додека Александар Ристевски е апсолутно против тоа и додава, а Лалда му е секоја чест за Иванов. Твитерџејата Вангок исто така е против, со прашање кој во државата е толку исправен и чиспа да бара импичмент, додека никнеймот Бојан објави треба импичмент што воопшто дозволува да му солат памет такви како Кокорајковци и селја од Струга и останати тумори на Македонија. На социјалните мрежи се анализираше вчерашната одлука на Иванов да го игнорира Хан и да им го отстапи својот термин за средба со него на иницијативата за заедничка Македонија, што многумина ја протолкуваа како невиден дипломатски гаф. Во тој контекст Лукреција Мајковиќ Атанасовска коментираше дека се надминати сите граници. Вакви политички дипломатски преседани се само одслик на незрелост, немоки детско и нејтење. Билјана Казанџиска напиша дипломатски скандал да го нудиш својот термин за средба со Хан на Бетмен, да игнорираш меѓународната заедница, да дозволиш искомплексирани и фрустрирани типови да се закануваат на медиуми не е за импичмент, туку за хак. Сашо Мержановски смета дека со сегашната поставеност во парламентот и во уставниот суд особено, импичментот би служел само за презентирање на ставовите про и контра на партиите во собранието. Без двотретинско мнозинство импичментот сега нема комплетен ефект, констатира Мержановски. И твитерџиите не го поштедија Иванов од коментари. Емти персона вели, прво импичмент, затвор второ, и тоа да биде крај со неговата кариера. Никнеймот персона нон грата напиша, доколку не одговара секој нареден ќе си игра мајтап со уставот, не само импичмент, туку и затвор. Тракинарди пак смета дека не треба сега импичментот и би било тоа циркус за народот. Иванов треба кривично да одговара првиот ден кога нема да биде председател, смета тој, за да нема имунитет. Никнеймот Гус Фринке со сличен став вели да за импичмент, но не сме таква личност да се остави безкривично да одговара за сите своји постапки и последици од тоа. Твитерџиите Господин човек и Think Tanker сметаа дека треба импичмент меднаш по составувањето на собранието и обезбедување двотретинско мнозинство за тоа. Нинџа Скал пак праша кој фактор е председателот Иванов да го крши уставот донесен од страна на паметни луѓе во 91-та година, а Брейвхарт пак констатира дека треба да му се одземе и делова
деловна способност, професор на правен факултет кој го прекрши уставот и законите како председател. Иванов уште еднаш успеа да донесе одлука која наместо да најде излез уште повеќе ја продлабочи кризата. Потезите на Иванов отидоа дотаму што успеа дури да ја фрли во сенка и последната спасувачка мисија на хан на земјава. Одиме во завршница на оваа дебата. Казарска, мене ми е многу непријатно кога на крај во една дебата треба да ги прашам гостите што очекувате најбрзо дека може да се случи и како да се излезе од оваа криза. Затоа нема така да го поставам прашањето, оти веќе ми е смачено. Да, веќе ми е смачено да ние прогнозираме за нешто што очигледно политичарите ниту имаат свест, ниту совест дека треба да го направат. Она што во моментов се случува е, нели, денеска не продолжи конститутивната седница. Многу е интересно што конститутивна седница трае толку многу долго време, никако да се конституира собранието, па камале да се избере председател. Меѓутоа, пак ме враќа цела работа на почетокот. Колку политичари, не знам, ќе ја сватат пораката на хан сериозно. Колку пак следната посета на хан можеби ќе биде посета која што конкретни санкции ќе испорача и за Македонија, или слично, или ќе ни да издадат едно соопштение само дека веќе нема да си имаат работа со нас. И дали сметате дека оваа посета на хан беше клучна? Да сите играчи на оваа политичка сцена сватат дека нешто мора да направат. И опозицијата која се стреми да биде власт, и власта која нека да дае власта и треба да биде во опозиција. Видите, јас ако веќе говориме на што се надеваме, јас се надевам дека домашните политичари ќе сватат својата одговорност поради нас и поради граѓаните на Република Македонија, не поради изјавите на комесарот. Дали оваа посета беше клучна со оглед на делот со оглед на тоа дека председателот одби да се сретне со него, можеби и да е, можеби и да била клучна, ќе видиме, не ја доживеавме така искрено. Или ништо веќе не ни изненадува. Би рекла дека можеби во посетата на од она што го видовме од развојот на ЕУ, барем дискурзивниот одговор е дека можеби посетата на Федерика Могерини беше доста значајна на регионот, меѓутоа ќе видиме колку таа ќе ги запали светлата во Брисел. Доколку се говори за санкции, нема да ни дојде комесарот, ќе си добиеме веројатно соопштенија. Меѓутоа, јас прогнозирањето благодарам што не го прашавте. Јас очекувам дека ова ќе трае долго, бидејќи ВМРО ДПМН, ако нешто ни покажа во изминатите неколку години, е дека е доста добро за да гледа, доста добро гледа неколку чекори понапред, како што и мислам дека се покажува во моментот со комисијата за именување. Или ако ја свртиме обратно тезата, СДСМ очигледно не предвидува што се може да им се случи со ВМРО ДПМН за да се подготви да го спречи тоа. За жал, на неколку пати низ оваа политичка криза тоа се покажа. Иако се надеваме дека навистина можеби постои сериозен план Б, кој што се уште не го гледаме како што беше споменато. Зеколи, колку сметате дека оваа порака е сериозно сватена и дали нешто ќе промени? Затоа што веќе реков ништо не може да не изненади и ние сите станавме летаргични во однос на прашањето на политичкава криза која трае до недоглед и навистина е неблагодарно се предвиди дали воопшто оваа конститутивна седница ќе заврши наскоро. Неблагодарно е да и тешко да се свари, но кога ќе се помирите со тоа, ќе погледате кога не смеја се сметате себе си како исклучат, туку како правило, тогаш полесно ги разбирате некои нешта, така да и оно што го очекуваме леси да се врати дома. Тоа е на еден начин, треба да ги гледаме како се случува тоа во други земји и што тоа се случува кај нас тој процес. Ние сме во се уште во тој процес на разјадување. Се разјадува прво медиумите, па институциите, па потоа власта, па граѓаните со граѓаните. Се во овој момент се враќаме во срцето на темнината. Там кај што се случува, тоа ќе продолжи овој процес кој е започнат уште минатата година на разјадување на партиите. Кризата ќе ги јаде партиите сопствените. Тоа се има случено во СДСМ, тоа се има случено во ДУИ, тоа се има случено и кај овие новите, и кај села, и кај БЕС. И таму постаат трзавици, веќе кланови лобирања. А до тоа, што помалку се зборува, бидејќи се херметички затворени,
Но гледано од страна, се случува дека и таму почнува раслојување, кој ќе се одвија на ист начин како што тоа се бидна со шарените. Од шарените излегува едно 20-тројца пратеници. Не треба многу да се мислиме кој од овие тврдокорниве ќе бидат, ќе се жртвуваат за доброто на земјата, бидејќи онака малку пари зимаат, па и тие да ги за пензија ќе се најде некаде. Но тоа ќе влијае врз тоа што ќе повтора нешто што кажав на почетокот, дека пред нас следува еден процес во кој ВМРО ДПМН ќе почнува не разедување на партијата, него на незиниот мит. Внатрешно раслојување, тоа што го излезува надвор кон другите, тоа ќе почне да се случува внатре. Да се разбере, ВМРО можеби до сега, тоа го кажува за албанците за ДУИ. Апсолутно не е вистина. ВМРО е најголемата американска и германска инвестиција на Балканот во последниве 30 години. Никој нема таква подршка добиена од нив. За жал, ВМРО мисли дека тој чејс кој им е даден може така лесно да се префали на исток, поради 5-6 демонстрации кои се одвиваат. Санкциите кон нив ќе стигнат, но, знаете што, ние немаме трпение, бидејќи чувствуваме последиците. Но оние кои седат со чекан, знаат дека и да се одолжи, во главно е дека знае каде треба да се удри. Ви благодарам, ја бев песимист во однос на очекувањата за разрешување на политичка криза, меѓутоа вие ми дадовте една оптимистичка нишка во однос на раслојувањето на партиите и може би еден процес кој ќе значи нивно демократизирање и подновување на некој начин. Бивме сведоци на такво нешто во ВМРО ДПМН своевремено. Да се надеваме на поголем оптимизам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и вам ви благодарам за учеството во оваа дебата. Имате пријатна вечер.